Одраз, месечен подкаст со едно прашање, 3 одговори и еден заклучок. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Или, ако познатата изрека на американскиот претседател Џон Кенеди ја свртиме од агол на животната средина, тоа би било: не прашувај што може природата да направи за тебе. Прашај што можеш да направиш ти за природата. Вака, најпрвен сакам да се надоврзам на интрото што го даде, дека моките на поединецот, односно поединците кај нас не се свисни колкава мок имаат и секој си поаѓа од тоа: јас не можам ништо да направам, јас не сум на власт, јас немам никаква мок, но не се свесни ако дека сите тие малечки промени водат до некоја голема промена и разговарање за тие некои мали промени кај нас, барем на најблиските, водат до уште поголеми промени, затоа што на некој начин си завлекуваме луѓе кои ќе чујат ете некој начин како да го намалат собственото ѓубре, па ќе си кажат: па јас ќе го пробам тоа, па тие ќе го зборат на други луѓе, значи тоа е некој ланчан процес и дека сите на некој начин имаме некоја мок, само што не сме свесни и треба баш гласно да зборуваме, да ги отвориме ушите и очите на граѓаните. Дека нас така еден пример добар може да се прошири на слава, сега е сезон на слави на пример. Да, може и на слава ете да се разговара за нешто вакво наместо за дневно политички теми, мислам дека баш би било за сите поинтересно и поубаво нешто поразлично да се чуе, на крајот и корисно. Ова го вели една од нашите гостинки во овој подкаст, модната дизајнерка Ирина Тошева. И оваа емисија ја посветуваме баш на таа тема. Знаеме дека во нашата земја се уште не се многу начините како може секој домаќинство да го намали својот товар, своето влијание врз заедничката животна средина. А сепак некои начини постојат и со тек на време, бавно, но се повеќе се прошируваат овие можности. Колку и да ни изгледаат беззначено мали нашите секојдневни навики во трошењето струја, вода, купувањето, облекувањето, готвењето, патувањето до работа и училиште, годишниот одмор, сите тие имаат кумулативен ефект. Тоа што од секој одделно се чини помалку, кога ќе се собере заедно станува многу. Луѓето се притиснати од големината на планетарните случувања поврзани со промените во климата, енергијата, отпадот кој се трупа насекаде, и чувствуваат дека се премногу мали за некоја нивна навика да има некаков суштински ефект. А во суштина сите промени се последица баш на нашите поединечни активности и потреби. Тоа да се подсетиме се активности и потреби на над 8 милиарди луѓе. Од настанокот на планетата тоа се најмногу луѓе кои чекорат по неа во исто време. На сите им треба храна, вода, дом, енергија. И сите тие ако заштедат само по 1 литар вода на ден, со тоа ќе може да се наполнат околу 3200 базени со величина на Олимпискиот во Скопје секој ден. Ако купат пак шише сок во пластична амбалажа, потоа на животната средина ќе останат над 8 милиарди пластични шишиња. А за тоа што може секој од нас да направи, разговаравме не со проповедници, туку со неколку наши сограѓани кои живеат со оваа свесност и така и постапуваат во секојдневниот живот. Со модната дизајнерка Ирина Тошева, која се грижи и за отпадот од модната индустрија, зборувавме што можеме да направиме во облекувањето. Со Димитар Самарџиев од Зелената арка, која ја создаде и одржува урбаната градина Бостание во Ново Лисиче, зборувавме за храната. А со Андријана Папич-Манчева, која со година експериментира како да го сведе домашниот отпад на нула, баш за тоа, за отпадот од нашите домови. Дизајнерката Ирина Тошева работи на она што денеска е познато како одржлива мода. На прашањето што точно значи изразот, таа ни објасни дека тоа е онаа мода која уште од пред создавањето на парчињата облека е размислена од сите аспекти. Луѓето кои работат се платени фер, материјалите од кои се шие се со сертификати за боите дека не се штетни, ако се природни материјали, тие да не бидат прскани со химикали и пестициди, дека материјалите ќе бидат подолго трајни и на крајот нема да завршат веднаш во отпад, туку ќе им се најде и друга намена. Брзата мода е огромен проблем. Има и некои истражувања дека модата е меѓу топ 3 загадувачи од индустриите. Голем проблем е што модата ги изгуби сезоните. Значи, порано брендовите работеа 2 до 3 сезони годишно, 4 максимум, како некои меѓусезони, но сега имаме околу 52 сезони годишно. Значи, кога и да отидеме во некој од продавниците на големите брендови, секоја недела има нови производи. Значи, секоја недела има некоја нова, дали мини колекција, поголема колекција. Тоа е едноставно затоа што нашето конзумеристичко општество бара нонстоп да има нешто ново. И тоа го следат
брендовите и нормално дека нонстоп продуцираат нешто ново. Тука се и инфлуенсерите кои кога ќе покажат некој производ со работка со некоја голема светска модна куќа, мас брендовите мора веднаш да изработат некоја слична копија на тој производ за да биде достапен производот за широка потрошувачка и да ги натера младите особено да лесно веднаш да посакаат кога ќе го видат на Инстаграм дека милената звезда го носи тој производ и они да купат нели поевтината варијанта. Значи на некој начин станува дел од нашето секојдневие нонстоп да купуваме. Значи само да имаме потреба нешто ново. И она чувство на немам што да облечам, а имаме цел плакар со облека пред нас. Не е дека немаме што да облечеме, мислам не можам јас да се правам светица и јас тоа многу често го чувствувам, немам што да облечам, ама доволно е некогаш само да седнеш да размислиш, да направиш нека нова комбинација или да извадиш нешто што е позади во плакарот, што си го заборавил, па ќе ти дојде како ново, отколку веднаш да отидам во продавница и да си купам нешто ново. Што да правиме во врска со облеката за сепак да имаме доволно, но не премногу, па да заврши како отпад? Ирина предлага прво секој да си одвои едно слободно поплатне и да зирне што се има во плакарот. Потоа да се направат секојдневни комбинации во согласно со стилот и со работните обврски. А ако на некој тоа му е проблем, да се обрати кај модните дизајнери или стилисти. Значи, кога правиме одлуки за купување на нешто ново, да размислиме дали тоа може да го искомбинираме со работите што го имаме во плакарот, затоа што ако не можеме да го искомбинираме или нема да го носиме, ќе мораме пак нешто ново да си купиме, или ќе мора да купиме неколку нови плюс облеки за да може да го искомбинираме тоа парче облека. А зошто текстилниот отпад не чини? На прв поглед, текстилот изгледа како многу побезопасна варијанта споредена со другите, но како што посочува Ирина, тоа е така кога облеката е направена од природни материјали, а друго е кога носиме синтетичка облека, како што најчесто сега е модерната и лесна спортска облека. Тоа е на некој начин кога да носиме фосилни горива на нас, значи буквално кога да се мачкаме со фосилни горива и се ги носиме на кожата, особено и цела таа спортска облека што главно се базира на неопрен, на материјали кои се од вештачко потекло. Ирина за да спаси дел од материјалите кои им остануваат на текстилните фабрики во процесот на производството, а кои се сметаат за отпад. По низа перипетии успеа да најде законска основа како тоа може да се прави. Таа сега презема вакви материјали, а и поради се почестите прашања од клиентите што да се прави со старата облека, сега од сите овие работи комбинира и создава нови парчења облека, што веле дека добило одличен интерес во јавноста. Едно столниште кое го работев за млада уметница за незината прва изложба, ми донесе најразлични облеки кои ги носела незината мајка кога била млада, особено во периодот кога била бремена со неа, и ми кажа едноставно мојот стил е различен од стилот на мајка ми што бил тогаш, но таа ги зачувала сите овие години и мене ми се многу драги. Имаше и облеки што ја потсетуваат на незиното детство, на одредени работи кога била со мајка и кога ги носела, и ми ги донесе и ние направивме едно здолниште со сите овие парчиња облека, што значи тоа здолниште едноставно нема цена. Значи тука е сентименталната вредност што сите си имаме нешто во нашиот плакар што си има некоја сентиментална вредност што не потсеќа на нешто. А плюс правиме нели и убаво еколошко дело на страна сите овие работи. Како еден од начините да се намали отпадот од облеката, секогаш тука се и продавниците со облека од втора рака, second hand. Но тука е и впечатокот дека овие продавници кај нас некако тешко заживуваат и дека тоа во голем дел се должи на она чувство на непријатност да се облече нешто што претходно го носел некој друг. За жал, значи пред 12 години кога бев на студии во Италија, ние имавме тогаш уште проекти како да користиме да купуваме стари парчиња облека и да направиме нешто ново. И знам дека тогаш уште кој им кажував на другарките тука ми вика, нели ти е шубе, кој знае кој го носел тоа. А јас мислам баш ќе си купив Левис фармерки за 3 евра уште од тоа време и што и ден денес уште ги имам и ги носам. И кога дојдов после во Скопје продолжив да си купувам парчиња од втора рака, но за жал изборот кај нас никогаш не бил доволно добар. Значи кај нас некако се носат буквално стари облеки. Немаш доволно избор за да кажеш еве ќе си купам сега од таму, нема да купам од некој друго. Иако за голем поздрав е што полека се имаме нови продавници, како еве ќе спомнам Игралиште, неплатена реклама, кои што прават еден одличен избор на парчиња од втора рака, каде што еве и младите полека се буди свеста кај нив да си купат од кај нив нешто, особено и затоа што е уникатно, затоа што е само едно, затоа што никој друго нема, отколку да отидат во најблискиот трговски да си купат од мас брендовите. Да. Во суштина и таа облека треба само да се испере добро и тоа е тоа. Таа треба да се испере, значи тоа е истиот принцип кој што нашите мајки чуваат во кеса нешто за нас. И зашто сега да кажеме за друг, значи тоа секако е испрано, ставено на закачалка, не е носено од претходно. Или па ако веќе размислуваме така, тогаш и од новите облеки што се во трговските центри, некој пред нас ги пробувал.
Ирина вели дека една од најбитните лекции и кај облеката е купувај локално. Зборувавме и со Андријана Папич-Манчева, која во 2017-та ја преведе книгата Од нула до нула и се обиде да ги спроведе овие принципи во секојдневното живење во нејзиното семејство. Од искуството, заедно со организацијата Go Green, направија повеќе видеа со совети како секој може да ги намали отпадоците во домот. Веле дека тогаш на располагање имала многу помалку опции отколку што постојат денеска. Има и луѓе кои што всушност се впуштаат во такви мали локални бизниси, па прават сапуни, па прават креми, па прават дури хулахопки. Значи има неверојатен, односно се поголем и поголем избор на работи кои што би можеле да кажеме дека би ни помогнале да го намалиме отпадот дома. Кој беа тогаш? А кои се денеска тие нови? Тогаш ми се чини дека се што имав најдено беа некои домашни сапуни, кои што пак беа многу малку, вака како лепеза од една-две продавници и можеби некои домашно направени креми. Денеска имате паста во прав, имате пилинзи, имате хулахопки, имате свеќи кои што се без парфем, имате восочни обвивки кои што можете да ги користите наместо алуминиумска фолија или оние најлон целофани. Така што има многу повеќе избори и она што е многу важно дека постои заедница на луѓе кои што нормално ако успеете нели да ја најдете, а сега не е веќе толку тешко со социјалните мрежи и тоа како може да биде место им каде што ќе споделувате, им каде што ќе се инспирирате. Искуството е дека дом кој нема да создава воопшто отпад и сега во овој момент кај нас е тешко возможна мисија. Но дом со многу помалку отпад е сосема изводлива работа и тоа без екстремно да се менуваат навиките. Системот е така скроен да едноставно ние колку и да даваме отпор, некои работи едноставно мора да ги купиме и тоа да кажам дека не е ништо страшно, во смисла дека јас кога почнував во тоа време отидов во крајност. Во толку голема крајност што насватив дека тоа не е одржливо. Знаеш дека едноставно морам да најдам некој оптимум за да тие некои промени кои што ќе ги воведам во секојдневието бидат одржливи да траат на подол крок. Така што во смисла не можеш да се го дозволиш финансиски или премногу време те земаш така, да ги премногу време зема. Значи и финансиите играат удел, меѓутоа не толку многу колку што не е дури ни времето да се подготви, туку времето да се направи обиколката низ градот за да се испазарат одредени продукти. Јас памтам, живеам во Кисела Вода, патувавме, обично кога идевме на кај парк, секој пат застанувавме до една продавница што е позади универзална сала, затоа што во тоа време само таму имав најдено тоалетна хартија без најлонско пакување. И сега, не, тоа не е одржливо. Ако обично не работите, например, во таа населба или не ве води патот почесто натаму, тогаш станува задача само за себе, вие специјално за тоалетната хартија да поминувате 3-4 населби само за да ја купите без најлон. Во таа смисла одржливи дека не можат да опстојат на подол крок, парите не се секој пат причина, иако некои продукти мислам дека се и може би поскапи пред се поради поздравиот состав, меѓутоа за многу работи едноставно и ви требаат помалку пари или не ви требаат воопшто пари ако решите да се откажете од нив. Андријана вели дека секој што сака да го намали отпадот треба да размисли што од тоа што секојдневно го купува и користи во суштина и не му е толку потребно. Таа, например, проценила дека за нивните алишта повеќе не им е потребен омекнувач и со тоа престанале да ги купуваат овие хемиски средства, а наместо шампон за коса користат цврст сапун кој ја врши истата работа. Сјај за миење на садовите и течен сапун за раце купуваат наливно од продавница во Кисела Вода и со тоа и на крајот на месецот остануваат неколку парчиња амбалажен отпад помалку. Да, во суштина, мислам дека првата работа која што се случи, тогаш уште не бев ни скрос запознаена со целиот концепт, а се случи благодарение на една моја другарка што живее во Франција, е менструалната чашка. Таа ми ја подари менструалната чашка и јас на тој начин тотално ги елиминирав менструалните влошки. Потоа мислам дека се префрливме прилично едноставно, би рекла, од денешна перспектива на платнените торби. И мислам дека можеби меѓу првите беше тоалетната хартија и исто во еден момент решив дека веќе нема да користам кеси за ѓубре. Затоа што тоа некако е само нели запакување на проблемот и справување со последиците, а во суштина си реков да видам како можам помалку да... Како го фрлате ѓубрето се? Ѓубрето го фрламе така што ги користиме амбалажите од оние намирници кои што секако мораме да ги купиме во амбалажа, така што ги користиме за таму да го фрламе ѓубрето, барем од кујната. Органскиот отпад почнавме да го селектираме, така што тоа е например една многу условно кажано едноставна работа која што минимум 40% од вкупното ѓубре го намалува и затоа например една од најдобрите работи што и градот може да ги направи, не само Скопје, туку општо низ целата држава е да се воведат тие општински компостари и да се воведе систем каде што ќе можат луѓето
да нели својот органски, се разбира совесно селектиран отпад, да го предаваат на некаков развиен систем кој што сето тоа ќе го притвора во компост. Меѓутоа на тој начин не само што драстично се намалува ѓубрето што го фрламе дома како комунално ѓубре, туку и би се спречил оној мирис од контейнерите, затоа што тој првенствено се должи на тоа што природниот доаѓа во контакт со неприродниот отпад, односно нели остатоците од храната и пред се да кажеме зеленчуците, овошјата во контакт со сите оние кеси и работи што исто така ги фрламе. И незиниот впечаток е дека генерално сите ние многу создаваме и фрламе отпад поради тоа што во суштина и многу купуваме. Често купуваме неквалитетни работи или па работи кои реално и не ни требаат. Особено сега, кога има попусти, кога има Black Friday, кога се нови години, кога едноставно се е насочено кон тоа да не привлече во шопинг центрите, да се прашаме дали тоа е нешто што навистина ни треба. Дали е нешто што не знам, навистина сака тој да му го подариме. Јас, например, една работа од која што многу се ужаснував и ден денес на тоа се обидувам да внимаваме кога подарувам, да не купувам подароци со батерии, затоа што тоа значи дека нели, новиот сопственик ќе треба исто и батерии да купува. Знаете, јас имам 2 деца и ако нешто сфатив, тоа е дека барем до одредена возраст, облека не би требало да купуваме. Мислам, грото од облеката повремено, најверојатно да, ќе мораме. Меѓутоа, ние на работа и со мои другарки имаме еден круг на споделување и кој ќе си најдеш едно дете кое што е помало од твоето, знаеш дека најверојатно повеќето работи дака и него ќе одат. Истото важи, например, и со играчките. Знаете, мислам, играчките се врзани со нели развојната фаза на децата, така што ако е сочувана, па и да не е сочувана, ако станува збор нели за роднина, за пријател и така натаму, во суштина јас сум попрво за тоа да се даде, наместо нели директно да се фрли, така што постојат начини како работите, дури и ако се направени од пластика и вакви и онакви износани, да циркулираат подолго, наместо веднаш нели да се заменуваат со нешто што е ново купено од продавница, да. Андријана советува дека најважно за секој кој сака да го намали сопствениот отпад е прво секој да си погледне што има во кантата, да си го процени ѓубрето, бидејќи тоа дава одличен увид во тоа какви ни се потрошувачките навики, а потоа да почне со мали чекори. Една година решив дека ќе го баталам млекото од кафето, затоа што и онака го консумирав малку и се зададов предизвик дека 2 месеца ќе пијам кафе без млеко и јас до ден денес пијам кафе без млеко. Си решив дека на тој начин ќе го намалам потрошувачката на млеко што имаме дома. Во секој случај сакам да кажам постојат начини, само секој треба да најде што за него најмногу одговара, затоа што само така може промената нели подолго да трае. Димитар Самарџиев е дел од Сдруженијето Зелената арка, кој во соработка со неколку институции ја создаде и одржува првата и засега единствена урбана градина Бостаније, сместена во паркот во Ново Лисиче во Скопје. Со него разговаравме што можеме да направиме во уште еден клучен и неизбежен дел од нашиот секојдневен живот – храната. Всушност, ние сме сега во една парадоксална состојба. Многу е потешко човек да најде тука произведена храна и да ја добие по прифатлива цена, отколку да си купи во продавница некаква увезена храна, која патувала со илјадници километри. Не знаеме уште колку трошоци се направени за таа да се спакува, да се третира со одредени средства за да остане свежа до пазарот. Тука е тој, да речем, поразителен момент. Единствениот начин да се менува ова не може да се смени веднаш. Тоа мора да се расчисти, затоа што додека дојдовме во оваа состојба, минуваа години и години. И додека го забележиме ефектот, тој сега изгледа дека е надвор од нашата контрола. Но би требало посветено да делуваме колку што можеме, без разочарување. Трошка по трошка, капка по капка, сепак може да се подместуваат работите помалку. Првично е да се поддржат локалните производители на храна, па дури и луѓето да размислат колку се способни и самите дел од храната да си ја произведат. Димитар со своите соработници и пријатели го прави токму тоа. Во градината Бостаније тие се одгледуваат барем дел од храната која ја јадат. Таа е и отворена за луѓето од градот кои имаат желба и трпение, условно кажано, да се ги извалкаат рацете и така самите да се обидат да си ја наполнат чинијата. Или барем, па подобро се запознаат со целиот процес на растење. Бостаније е општествена градина и е обид да се покаже еден пример, дека се можни и други начини на производство на храна дури во рамките на градот. Затоа што сега урбанизацијата зазема се поголем и поголем простор на светско рамниште, земјоделските површини се загрозени насекаде, не само кај нас,
И неизбежно е луѓето да бараат начини да произведуваат храна и во самиот град, затоа што градот се смета за прехранбена пустина, да речеме. Има многу побарувачка на храна, тој повлекува ресурси од големи растојанија, но долгорочно тоа не е одржлив пристап. Се разбира, преку урбаните градини не може да се произведе целата храна која ни е потребна, но може да се покрие дел. Да, добрата страна е дека дел од тие растенија може да се одгледуваат па дури и во сакси. Секако нема да се прехраните од тоа што ќе го одгледате на балконот, но ќе имате барем можност неколку пати во годината да си направите свежа салата со растенија. Вие самите што ќе си одгледате и ќе знаете како сте си ги одгледале. Зошто да не се посади босилек, лук, кромит, па можеби некој доматче. И така постепено да се развива, да се гради таа култура, дека не сме само потрошувачи, туку можеме и да произведеме, и тоа да произведеме на начин што е полезен за сите, а не што наштетува. Една од техниките како да се намали отпадот од храната е и ако барем малку се планира исхраната, за например една недела однапред. Како што посочува Димитар, последните податоци покажуваат дека над 1/3 од вкупната количина на произведената храна во светот се фрли, а од таа количина 45% отпаѓа на зеленчук и овошје, а по околу 20% на млечните и месните производи. А уште поубаво било ако тоа веќе стане дел од рутината, секојдневните навики и просто да има веќе изградено критериум да проценува еве ова ќе го купам, а ова не го купам и покрај тоа што ми е вкусно авокадото, ама го гледам замотано во целофан на некоја подлога од стиропор. Знам дека било одгледано во места каде што тие земјоделци не се баш третирани со најчовечки мерки и можеби им се нарушени нивните заедници таму заради големата побарувачка на тој производ. Знам дека тој патувал многу километри, дека се потрошени многу фосилни горива да дојде до тука, дека се потребни ресурси за разладување, тој да биде во состојба да стигне до полицата па да купа. Начините се така, баш чекор по чекор и трпеливо со упорност. Таа некоја посветеност што би траело во текот на целиот живот. Затоа е малку смешно да се споредува тоа со тренд, затоа што станува нужност. Со Димитар во разговорот се согласивме дека во исхраната покрај состојките важни се и рецептите. На тоа поле пак незаменливи за нас се познатите традиционални јадења, манџите. Тоа се баш јадења кои произлегле од нашето поднебје и услови на живот и слободно може се смета за прилично штедлив, ефикасен и еколошки начин на употреба на домашните ресурси. И рецептите се многу битни. Например, имате една тиква. И сега тиквава е 10 килограми, голема, не може во еден оброк да се изеде, па треба да смислите начин од неа да направите 2, 3, 4 јадења. Може да се направи и оброк за ручек, некоја чорба да речеме, може да се направи и десерт, може да се вклопи таа и во некоја пита или што и да е. Но поентата е да не се фрли. И за крај на овој подкаст и неколку испробани совети и од нашиот тим. Например, маслото кое ви останува од пржење на храната не го истурате во водите, бидејќи создава наслаги и ги затнува, а една капка прегорено масло потоа може да загади до 1000 литри вода во реките во кои ќе се излее. За ова, например, може да побарате компанијата Sunilens, која до домовите доставува канти во кои се собира ова масло, а потоа фирмата ги презема и ги извезува во странство, каде тоа повторно се користи како индустријско масло. Во лето, наместо да истекувате водата за да дојде онаа убавата ладната, наполнете шише со вода и држете го во фрижидер. Така постојано ќе имате ладна вода, а ќе заштедите повеќе литри од истекувањето. Повеќе литри вода на ден може да заштедите и ако зеленчукот и овошјето ги миете над сад, во кој ќе се собира водата од измивањето. Неа потоа може да искористите за наводнување на домашните растенија или на некое дрво во малото кој така има потреба во летните месеци. Среќна нова година!